Добре дојдовте на новото предавање од YouTube каналот Германски јазик онлайн за ниво B1. Во ова предавање ќе го учиме вториот дел од предавањето за партицип 2. И ако се уште не сте го гледале првиот дел, прво ви го препорачуваме да го гледате него, за полесно да го научиме ова видео. Ако сте нови на каналот, кликнете subscribe и следете не на Instagram, каде објавуваме кога се ставаат нови видеа. А сега да започнеме. Што треба да повторите или да знаете за полесно да го научите ова видео? Се разбира, на почеток за минато време, поточно перфекти претеритум, истото видео можете да го најдете во плейлистата за A1 ниво. Потоа, вториот дел од предавањата за придавки во германскиот јазик, каде што објаснуваме за деклинација на придавките. Истото видео за придавки можете да го најдете во предавањата за ниво A2. Потоа, партицип 1 во сегашно време и партицип 2 во минато време, првиот дел, овие две видеа можете да ги гледате во предавањата за ниво B1. Очигледно е дека, за да го научите ова предавање, кое е малку во понапредно ниво, односно во B1, треба да имате научено основата од A1 и A2 ниво. Партицип 2, каде се наоѓа во ова предавање. Значи во германскиот јазик веќе знаеме дека постојат партицип 1 или партицип презенс за сегашно време и партицип 2 или партицип перфект за минато време. Партицип 2 го учиме во ова видео и во минатото видео. Партицип 2 или партицип во минато време. Кои се трите глаголски форми во германскиот јазик? Првата глаголска форма е инфинитив, сите веќе ја знаеме. Потоа претеритум или минато пишано време. И третата форма е партицип 2. Токму ова што го учиме во ова видео. Да видиме ист глагол во трите форми. Шпилен во инфинитив. Шпилтен, претеритум, и гешпилт во партицип 2. Што е тоа партицип 2 или партицип перфект или дрите verb form? Партицип 2 е глаголска форма, најчесто, но не секогаш, со која се опишува минато, предминато време, пасивни реченици и идно време. Се формира со одреден глагол, која променува својата форма од инфинитив формата, односно од неговата основна форма. Типот на промената на глаголот зависи од тоа дали тој е правилен или неправилен или деллив глагол. Да видиме пример, во следната табела ќе имаме класична реченица, а под неа истата реченица ќе ја претвориме во партицип 2. Meine Familie spielen Basketball. Мојата фамилија игра кошарка. Како партицип 2 би било Meine Familie haben Basketball gespielt. Мојата фамилија има играно кошарка. Оваа реченица е во перфект. А сега да повториме нешто што веќе го споменавме во минатото видео, како се формира партицип 2 за одреден глагол. Глаголот ја променува својата форма
од инфинитив. Глаголот добива префикс и суфикс зависно од тоа дали е правилен или неправилен. Да видиме разлика. Правилните глаголи во партицип 2 се формираат на следниот начин. Префикс се додаваат буквите Г плюс основата на инфинитив на глаголот, односно се губи суфиксот и се додава нов суфикс кој за правилните глаголи е буквата Т. Кога сме кај неправилните глаголи имаме мала разлика. Префиксот е ист Г, но основата на инфинитивот на глаголот се променува. За секој глагол различно. И тие правила се учат на памет. И на крај се додава суфиксот N. Да видиме еден пример. Например, глаголите arbeiten или работи и fahren или вози. Глаголот arbeiten е правилен глагол, па според тоа во партицип 2 ќе го конјугираме како gearbeitet. Значи, додаваме префикс Г и суфикс Т. А глаголот fahren е неправилен глагол, поради тоа би бил gefahren со префикс Г и суфикс N. И за крај од ова предавање, односно за крај од повторувањето, пред да продолжиме со главниот дел на ова предавање, да споменеме некои работи. Кога се користи партицип 2? Партицип 2 се користи за перфект или минато говорно време, потоа плусквамперфект или предминато време, футуа 2 или идно време тип 2 и за пасивни реченици во сите времиња. За сегашно време, минато говорно, минато пишано, предминато време и двата типови на идно време. А сега како се користи партицип 2? Партицип 2 може да се користи како глагол, како прилог, како придавка и како именка. Во минатото видео, односно во предавањето за партицип 2 во минато време, дел 1, учевме за користењето на партицип 2 како глагол и тоа за сите времиња споменати на слайдот. Во ова видео ќе учиме за користењето на партицип 2 како прилог, придавка и именка. Сега продолжуваме со главниот дел од ова предавање, поточно за партицип 2 како прилог. Како се формира реченица со партицип 2 прилог. Партицип 2, важно е да напоменеме дека за глагол и за прилог се формира на ист начин. Значи, партицип 2 прилогот се формира со промена на одреден глагол во партицип 2 форма која би била глагол или прилог, зависно од тоа во кој дел од реченицата и со кое значење сакаме да кажеме. Глаголот ја променува својата форма од инфинитив. Глаголот добива префикс и суфикс зависно од тоа дали е правилен, неправилен или деллив. Ако глаголот и прилогот во партицип 2 се формираат на ист начин, како тогаш ќе знаеме дали во реченицата користиме партицип 2 глагол или партицип 2 прилог.
Глаголот и прилогот, кажавме, имаат иста форма, но прилогот најчесто, не секогаш, стои пред глаголот во реченицата и го опишува. Значи, прилогот партицип 2 и глаголот кој ќе ни биде обичен. Да видиме пример. Во следната табела ќе прочитаме реченица која ќе содржи прилог од типот на партицип 2. Die Zeitung liegt gefaltet im Zeitungskorb. Весникот лежи преклопен во корпата за весници. Во оваа реченица го имаме глаголот liegen, кој ни е конјугиран во сегашно време како liegt, односно во трето лице еднина, а после глаголот ни стои прилогот gefaltet од глаголот falten, кој значи преклопува, свиткува и слично. Значи, во оваа реченица имаме глагол liegen, кој ни е конјугиран во сегашно време, плюс глагол falten, кој се претворил во партицип 2 прилог како gefaltet. Еве ги обележани глаголот и партицип 2 прилогот. Уште еден пример, der Kühlschrank soll immer geputzt sein. Фрижидерот треба секогаш чист да биде. Во оваа реченица ги користиме глаголот sollen и партицип 2 прилогот кој се добил од глаголот putzen, како geputzt. Оваа реченица е различна од претходната во тоа што глаголот и партицип 2 прилогот не стојат еден до друг. Тоа беше за партицип 2 како прилог. А сега продолжуваме со следниот дел, односно партицип 2 како придавка. Како се формира реченица во партицип 2 придавка? Одреден глагол од инфинитив го променуваме во партицип 2 по класичните правила, кои ги учевме во претходните минути од ова видео и за минатото видео. Ова можете да го повторите од минатото видео, како што кажавме, односно од предавањето за партицип 2 во минато време дел 1. Следно, партицип 2 придавката која сме ја добиле, секогаш треба да стои пред именката и ја опишува во реченицата. И трет чекор во формирањето на реченицата е тоа што партицип 2 придавката треба секогаш да ја деклинираме. Според правилата за деклинација на придавките во германскиот јазик. Овие правила можете да ги повторите од видеото за придавки во германскиот јазик, поточно во вториот дел каде што учевме за деклинации. Значи како се користи партицип 2 придавка, односно како се формира. Имаме глагол кој го претвораме во партицип 2 по класичните правила, плюс со тоа се добива партицип 2 придавка. И таа придавка следно е потребно да ја деклинираме. Да прочитаме некои примери. Mein gesiebter Orangensaft ist sehr teuer. Мојот цеден сок од портокал е многу скап. Во оваа реченица оранжензафт е именка, а пред неа стои придавка во партицип 2. Во случајов гезипта од глаголот зибен, кој значи цеди,
Кога ќе го направиме во партицип 2, станува придавка gezipta. Втор пример, hier ist die gekochte Suppe. Еве сготвената супа. Во оваа реченица зупе ни е именката, а gekochte ни е партицип 2 придавката која ни е деклинирана. Од глаголот kochen во партицип 2 сме добиле gekochte. И трет пример, ich schenke dir die geschmolzene Schokolade. Јас ти поклонувам на тебе растопено чоколадо. Во овие три реченици може да се забележи дека во сите зборуваме во минато време, односно партицип 2 или партицип перфект. Како одредуваме дали ќе користиме партицип 1 или партицип 2 придавка? Бидејќи веќе споменавме во видеото за партицип 1 дека партицип 1 се користи како придавка. Ист глагол може да се користи и како партицип 1 и како партицип 2 придавка. Кој партицип ќе го користиме зависи од тоа дали придавката опишува незавршено или завршено дејство. Како се формираат? Да повториме. Партицип 1 знаеме дека се формира со глагол кој ни е во инфинитив форма плюс се додава буквата Д и на крај таа придавка се деклинира. Како партицип 2 придавка или партицип перфект имаме глагол кој по класичните правила го правиме во партицип 2 форма и станува партицип 2 придавка која ќе ја деклинираме следно. Значи, користиме партицип 1 придавка ако имаме дејство кое не е завршено. Поради тоа и овај партицип се нарекува партицип презенс во сегашно време. А партицип 2 придавка користиме при завршено дејство и поради тоа се нарекува партицип перфект или партицип за минато време. Да видиме една реченица која ќе опишеме во двата типови на партицип. Mein lesendes Kind trinkt einen Saft. Моето дете што чита пие сок. Партицип 2 придавката lesendes, бидејќи не може на македонски јазик буквално да се преведи како читачкото, би се кажало моето дете што чита. Во оваа реченица kind ни е именка, а lesendes ни е придавка во партицип 1 која ни ја опишува именката. Како партицип 2 би било Mein Kind hat viel gelesene Bücher. Моето дете има многу прочитани книги. Во оваа реченица Bücher ни е книги, gelesene ни е партицип 2 придавка. Како разликуваме која реченица во кој партицип е? Првата реченица во моментот чита и пие сок. А втората реченица веќе ги има прочитано книгите, значи дејството е завршено. Тоа беше за партицип 2 придавките и сега третиот дел од ова предавање за партицип 2 именка. Како се формира реченица со партицип 2 именка. Одреден глагол од инфинитив формата го променуваме во партицип 2 по класичните правила, значи исто како за придавките. Партицип 2 сега станал именка, која ќе е потребно да ја деклинираме по истите правила. Иако не е придавка, ја деклинираме по правилата за деклинација на придавките.
Како се формира партицип 2 nomen. Исто како придавките. Глагол, кој ќе го претвориме во партицип 2 и ќе ни стани партицип 2 именка. Оваа именка ќе ја деклинираме по правилата за деклинација на придавките, кои веќе знаете дека зависат од родот, од бројот и од падежот на реченицата. Како знаеме дали во реченицата користиме партицип 2 придавка или партицип 2 именка? Бидејќи кажавме дека на ист начин се формираат. Придавката и именката имаат иста форма. Но, партицип 2 придавката секогаш стои пред именка во реченицата и ја опишува. А партицип 2 именката може да стои или да не стои после член, зависно од тоа дали е членувана или не членувана, и бидејќи е именка, а именките се пишуваат секогаш со голема буква, ќе ја напишеме со голема буква. Да видиме еден пример. Од левата страна партицип 2 како придавка, од десната страна партицип 2 како именка. Ein genervter Mann hat mich geschlagen. Еден нервозен човек ме удри. Ова е придавка, бидејќи опишува човекот. Ein genervter hat mich geschlagen. Еден нервозен ме удри. По оваа реченица, genervta е именка. Тоа беше за ова предавање, а сега на крај да направиме кратко резиме. Партицип 1 наспроти партицип 2. Која е разликата меѓу партицип 1 и партицип 2? Партицип 1 или исто наречен партицип презенс се користи за сегашно време. Партицип 2 или перфект се користи за минато, предминато време, идно време и за пасивни реченици. Партицип 1 го користиме секогаш како придавка, а партицип 2 може да се користи како именка, придавка, глагол или прилог, зависно од реченицата. Но најчесто го користиме како глагол. Партицип 1 наспроти партицип 2 придавката се користи зависно од тоа дали дејството е завршено или не. Партицип 1 и партицип 2 се формираат на различен начин. Да видиме пример. Класична реченица би била Der Hund liegt und schläft unter dem Tisch. Кучето лежи и спие под масата. Во партицип 1 оваа реченица би ја претвориле како Der schlafende Hund liegt unter dem Tisch. Успаното куче лежи под масата. И како партицип 2 за глагол во перфект би ја кажале Der Hund hat unter dem Tisch geschlafen. Кучето спиеше под масата. За крај да прочитаме некои примери за партицип 2. Die Blume steht gegossen auf dem Tisch. Цвеќето стои полеано на масата. Во оваа реченица користиме партицип 2 како прилог. Ihre pink gefärbten Haare flatterten im Abendwind. Незината розово обоена коса трепереше на вечерниот ветер. Wir sagen viele Tätowierte in der Bar.
Ние видовме многу тетовирани во барот. Во оваа реченица користиме партицип 2 како именка. Der Soldat liegt verletzt im Krankenhaus. Војникот лежи повреден во болница. Во оваа реченица користиме прилог. Истата реченица би се кажала како Der verletzte Soldat liegt im Krankenhaus. Повредениот војник лежи во болница. Во оваа реченица користиме партицип 2 придавка. И последен пример за ова видео. Das gekochte Essen ist im Kühlschrank. Сготвената храна е во фрижидерот. Исто во оваа реченица користиме партицип 2 придавка. А зборот есен во случајов ни е именка. За крај, мала вежба. Дополнете го зборот кој недостига во реченицата. Поправениот велосипед стои во подрум. Не заборавајте да направите партицип 2. Das reparierte Fahrrad steht im Keller. Не заборавајте дека глаголот репарирен во партицип 2 не добиваше префикс Г. Тука се затоплените простории. Hier sind die erwärmten Räume. И последна вежба за денес. Ние бараме отворен супермаркет. Wir suchen einen geöffneten Supermarkt. Ние бараме отворен супермаркет. Со ова завршуваме за предавањето за партицип 2 во минато време. Ако ви се допадна видеото, кликнете лайк, предложете го на пријател и следете не на Instagram и на YouTube. Со тоа што ќе кликнете subscribe.